Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Во овој период од годината многу од нас се жалат на настинка, растечен нос или пак воспаление на синусите. Што го предизвикува овој проблем со воспалението на синусите, како да го препознаеме и што да преземеме во тие моменти? За здравјето на синусите велат дека е клучен добриот проток на воздухот, односно циркулација на воздухот и дренажа на секретот. Доколку имаме некаков проблем како што се девијациите во носната шуплина ќе имаме или почесто проблем со синусите, а можно ли е да имаме воспаление на синуси и без присуство на секрет? На сите овие прашања одговор ќе побараме од гостинот кој што е денеска во студиото на Телма, тоа е доктор Данчо Шурков, специјалист по оториноларингологија во Жан Митрев клиник. Започуваме веднаш по рекламниот блок. Останете на Телма, бидејќи има навистина интересни информации поврзани со оваа здравствена тегоба. Доктор Данчо Шурков, специјалист по оториноларингологија во Жан Митрев клиник, денеска е во студиото на Телма и со него ќе проговориме за една мощна актуелна тема, а тоа е воспалението на синусите. Докторе, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во Телма Ви амбуланта. благодарам на поканата. Се надевам ќе ја доближиме темата до вашите гледачи. Ни предстојат ладни студени денови, а оние кои што страдаат од воспаление на синусите имаат чувство дека во тој период од годината им е поизразен проблемот. Па студеното време во корелација ли е со ова воспаление? Синусите се коскени шуплини кои со тесен отвор се поврзани со носот и се наоѓаат во лицевите и черепните коски. Тие се полнат со воздух кога дишиме преку нос. Така да студениот воздух ја иритира нивната мукоза и прави зголемена секреција. Со тоа синусите се иритираат и започнува воспалението. Дали тоа значи дека кога е надвор студено времето, кога е студен воздухот, е најдобро да си ставиме капа, шал? Една од функциите на носот е да го затопли воздухот и да им го сервира на белите дробови затоплен. Така да кога дишиме ние, воздухот влегува во нос, грло, па во белите дробови. За тие 2-3 секунди додека е во носот, воздухот се затоплува до телесна температура до 37 степени. Доколку е надвор температурата ниска, носот треба да вложи големи напори, така да носната слузница се зголемува, станува едематозна, се продуцира зголемен секрет и тоа предизвикува силно воспаление. Така да заштитата, носење на шал, капа, затоплување на тој дел од носот ќе го превенира овој момент на воспаление. Во грејната сезона, кога надвор е студено, исто така воздухот е загаден. Дали и смогот ја иритира оваа слузница и може ли да доведе до почести воспаление на синусите? Да, загадениот воздух содржи честички кои што нашиот организам ги препознава како страни тела и доста ја иритира слузницата, се обидува на некој начин да ја фагоцитира, да ги исфрли тие честички. Така да Значи тоа е дополнителен ризик фактор. Тоа воспаление прогресира до една ситуација на затнатност, обструкција, зголемена секреција. Кога е таков воздухот надвор, препорачувате ли да носиме заштитни маски? Ве ги носевме за време на пандемијата. Ќе спречат ли навлегување на оние мали PM честички кои што се иритатори на слузницата? Па особено работниците кои што работат во загадени простори, кои што се подолго време изложени на загаден воздух, на честички, кои што се изложени на издувни гасови, вработени кои што се изложени на работат блиску до големи
излучувачи на загаден воздух. Тие би требало да носат маски, меѓутоа би сакал да ги фрлиме веќе маските, да ги отстраниме и да можеме слободно да се движиме секаде, тоест да превенираме на некој начин воздухот кој што го дишеме да биде квалитетен и чист. Да, тој е голем предизвик во градските средини, да воздухот да биде. Да користиме биоенергенси, да користиме некои големи промени треба да се направат за да дојде до драматична промена на квалитетот на воздухот, особено во градови како што е Скопје, но тоа е една засебна тема која што бара убава анализа што да се направи да се подобри квалитетот на воздухот. Докторе, а што е со оние лица кои што страдаат од алергии? Може ли да се каже дека се тие поподложни на болести на синусите? Па еден од предиспонирачките фактори за воспаление на синуси е алергијата. Други предиспонирачки фактори се анатомски варијации на носот и околните структури и аерозагадувањето исто е предиспонирачки фактор за развој на воспаление на синуси. При алергија се случува отекување на назалната мукоза, на назалната лигавица и зголемена секреција. Со тоа отекување просторот за вентилација, за дишење се намалува и имаме застој на секрети, застој на воздух кој што не може да излезе. Аз веќе споменав и во најавата, многу е важно да има нормален проток на воздухот и дренажа на секретот. Вентилацијата и дренажата се најбитни кај синусите, затоа треба овие отвори нивни кои што комуницираат со носот да ги држиме отворени за да може да има добра вентилација и дренажа. Докторе, во носот имаме една микрофлора во која што се сместени најразлични бактерии. Дали во синусите има бактерии кои што се дел од микрофлората или пак синусите се стерилна средина? Или пак истите бактерии што ги имаме во носот ги имаме и во синусите? Како изгледа тоа? Во носната шуплина и во синусите тоа е како една целина, меѓутоа може да се најдат различни бактерии. Овие бактерии можат да бидат бактерии кои што се дел од нормалната флора на носот, може да ги има и во носната шуплина, може да ги има и во параназалните синуси. Често при воспаление на синуси, кога земаме брисови од носната шуплина, кога земаме гноен секрет од параназалните синуси, може да се јави различна флора, различна бактеријална флора. Тоа значи дека присутни се бактерии во синусите, дури не мора да значи дека се истите кои што се наоѓаат во носот. Значи, ако најдеме некоја бактерија во носот која што е проблематична, не мора да значи дека таа го предизвикала секретот, односно воспалението во синусите. Може да е некоја сосема друга. Да, може да има друга бактерија која што предизвикува. Обично при едно воспаление, кога нема добра вентилација, тоа е средина која што им одговара на бактериите да се размножуваат. Особено кога не истекува секретот, кога седи во синусите, претпоставам тој е добро тло за развој на бактерии. Да, секретот ја спречува нормалната физиолошка функција на носната слузница и е добра средина за развој на бактериите. Бактериите се размножуваат, стимулираат зголемен секрет и тоа ни го оневозможува дишењето. После тој секрет се шири во параназалните шуплини, секаде кај што може да продре и почнуваме да чувствуваме болка, почнуваат симптомите на воспаление на синус или на риносинузит. Почнува главоболка, болка околу носните шуплини, притисок од некоја исполнетост на главата. Така по некој време чувствуваме температура, значи може температурата да се покачи. Кашлица може да се јави кога веќе прогресира воспалението и веќе тука треба
да се пациентот да реагира, да се јави на матичен лекар, каде што ќе му се препорача некоја соодветна олеснувачка терапија, за да за да му се олеснат симптомите пред Да, што ги се олеснат чувствува. симптоми. А и понатам а и можните компликации за кои што подолу емисијата ќе проговорим, уште малку би се задржала јас на причините што доведуваат до воспаление на синусите. Обично луѓето кога ќе имаат проблем со синусите, заатнат нос, главоболка, ги наредивте и останатите симптоми што може да бидат присутни, проблемот го поврзуваат со бактерија. Веднаш сметат дека е од бактериска природа ова воспаление. Но тука се и бројните вируси. Дали риновирусите или пак некој тип на вируси се особено сите одговорни риносинусите, за воспаление на синусите? да, најодговорни се вирусите. Сите риносинузити започнуваат со вирусна инфекција, со некоја настинка, обична, и најчесто тие се риновируси, аденовируси, грип, вируси на грип, инфлуенца, параинфлуенца, коксаки, коронавируси може да бидат. И 80% од риносинузитите како причинител се јавува некој вирус. Некои 20% се бактеријални риносинузити и најчести бактеријални причинители се 3: пневмокок, стрептококус пневмонија, хемофилус инфлуенци и мораксела катаралис. Тие се 3 бактерии, многу поретко од другите. Друг причинител кој што треба да се спомене е габите или фунгите исто можат да бидат причинители. Ретки причинители, но тоа е еден дел од микрофлората кој што може да предизвика риносинузитис, и затоа е добро да се направи микробиолошко испитување, да се евалуира точниот причинител, за да може соодветно да се лекува, бидејќи овде третманот кај секој причинител е различен. Значи најнапред треба да се најде причинителот, па потоа да се даде терапија, ако добро ве разбрав. Па да, добро би било, у склоп со сите симптоми, у склоп со сите прегледи и диагностики, да се најде точниот причинител. Докторе, доколку секретот е обоен, зеленкаст, некогаш е и бел, што значи тоа? Присутна е бактерија или не? Може ли вирусна инфекција да даде таков секрет? Обично обоените секрети секогаш се поврзуваат со присутна бактеријална флора. Тие се бактеријални секрети. Најчесто во носот најчесто се овие 3 бактерии кои што ги споменавме, и најчесто се жолто-зеленикави секрети, и според бојата не секогаш може да се оцени која точно бактерија се работи, туку највалиден е микробиолошкото тестирање. Значи еден бриз да се направи за да се утврди Па да. Да се утврди причината, точната причина за предизвикувачот на проблемот. Споменавте дека еден од првите симптоми е главоболката. Сега, каде се чувствува таа болка? Каде точно се наоѓаат синусите? Да ни покажете на лицето и дали болката всушност се чувствуваме точно на местото на воспалението? Синусите се во лицевите коски и во черепните коски. Значи, лево и десно од носот, тоа е горновиличните синуси. Внатре во носот, помеѓу очите се етмоидални синуси, тие се синуси на етмоидална коска. Тука тоа некаде би дошло? Тоа е некаде измеѓу очите, навнатре. Фронталните синуси се на челната коска, над очите, да. И сфеноидалниот синус, тој е внатре во черепната коска, сфеноидална криластата коска, која се наоѓа внатре во некаде средината на черепот. И обично кои се воспалуваат? Први на удар секогаш се или горновиличните или етмоидалните синуси, меѓутоа не значи, секогаш различно, и
и зависи на каде бактеријата или вирусот продрал. И обично какви болки имаат? Како класична главоболка или само во овој Овие дел ја болки се чувствуваат? почнуваат како притисок, се силни и тапи болки, почнуваат како притисок и како тежина во главата. Во првите денови може да поминат со примање на аналгетикс, таблети за болка, може да поминат. Меѓутоа, доколку не се лекува, не се третира, понатаму може да прогресира и да веќе да не делуваат таблетите за болка и тогаш веќе почнуваат пациентите да бараат помош, други лекарства, антибиотици и така. На почетокот сите се обидуваат да си пружат некоја самопомош, употребуваат некои народни лекови, па инхалации прават, додаваат во нив некои тревки и слично. Помагаат ли тие? Во главно инхалација со топол воздух може да помогне, инхалација со физиолошки раствор, инхалација со кортикосредства може доста да помогнат. Инхалации со природни средства како ментол и камфор доста помагаат. Природно затоплување со топли предмети или крпи исто така, некои помагаат. ставаат морска сол во марамче, па потоа чистењето го со загреват морска сето сол тоа и прават облоги на лицето. Помага тоа? Сите топли облоги можат да помогнат. Дури ние користиме и солукс ламби кои што служат за затоплување на делови од телото, кои што конкретно кај овие акутни воспаленија можат да помогнат, па и кај хронични воспаленија на синуси. Со топлењето се подобрува циркулацијата на слузницата со која се обложени синусите и носот. И што ме подобра на циркулацијата, тој ден побрзо се ресорбира. Значи отокот побрзо намалува, секрецијата се намалува, така да како за истекуваат побрзо синусите. Секретите се дренираат побрзо и се подобрува вентилацијата. Веќе со подобрување на вентилација воспоставуваме некоја рамнотежа. Морската вода исто добро влијае на назалната слузница. Тоа се тие физиолошки раствори? Физиолошки раствор и солени раствор има на пазар. Солен раствор или физиолошки раствор, тоа е... Доктори, тука има разлика. Велат, сакате хипертоничен или хипотоничен раствор. Так. Која е разликата и има ли некакво значење кај воспалението на синусите? Добро е со овие физиолошки раствори постојано да се прочистува носот. Добро е секојдневно да се... Да, секојдневно да се прочистува носот, како што вршиме секојдневна хигиена на раце, на заби, исто така е добро и носот. Овие физиолошки раствори или морски води помагаат да се воспостави физиолошката функција на носот. Значи сите тие биохемиски процеси во носот, во структурите на носот, во носната слузница да си течат најнормално, да има лачење на мукус во соодветна количина, да има сите клетки на имунитетот да бидат во одреден број, сите реснички на епителот да функционираат во нормала. Значи, тоа е една физиолошка рамнотежа се воспоставува со користење на морски води. Затоа и препорачуваме и пливање во морска вода и солени соби користење. Некако кога одат на одмор, влегуваат редовно во море, па дури и ќе шмркнат од водата. Препорачливо е тоа? Затоа и морето е донесено во облик на спрејови, на капки. Еден вид се прави тоалета, хигиена. И колку време може да се користи? Има ли ограничување солениот раствор? Може ли да создаде некакви иритација на слузокожата? Точно тоа е разликата помеѓу изотоничните и хипертоничните раствори. Изотоничните можат неограничено да се користат, не предизвикуваат никакви пореметувања на назалната слузница,
додека хипертоничните сепак го ограничуваме нивното користење. Со подолготрајно користење се гледа дека слузницата прави некоја заштитна бариера, сака да се заштити од користење на секојдневно хипертоничен раствор. И затоа не ги препорачуваме долготрајно. Пример, се употребуваат во една епизода на акутната инфекција и после тоа се паузира. А што е со капките за нос, оние вазоконстриктори што ги собираат крвните садови, ги препорачувате? Тие се деконгестивни капки кои што ги користиме како помошна или адјувантна терапија во лекување на сите воспаленија на нос и синуси. Овие капки ги препорачуваме секогаш како прва линија при настинки и при воспаленија на нос. Меѓутоа, нивната употреба не е за лекување, туку само за добра вентилација, за намалување на отокот во носот и за олеснување на дишењето. Се употребуваат во рок од 5 до 7 дена и после се паузира, со нив се прекратуваат. Може да создадат зависност доколку се користат долго време? Народски кажано да, тоа не е типична физичка зависност од лекот, туку тоа е психичка, психолошка? Не е точно зависност како медицински термин, туку тоа е поради тоа што овие капки самата слузница не ги препознава како нешто физиолошко, нешто природно за неа. Овие капки ги користиме до 7 дена, ако подолго време се ставаат, слузницата реагира на нив. Почнува да отекува, ствара некој заштитен слој и оние серомукозни жлездички што се наоѓаат на самата слузница го намалуваат својот број, ја намалуваат секрeciјата и таа станува отечена сува, нема добра вентилација, нема добра проодност и прават едно воспаление наречено медикаментозен ринитис. Значи нов проблем. Нов проблем, да. Тоа е проблем кој што е настанат од неправилно користење на деконгестивни капки. Јас ке замолам од Рижи, ако може на видеот зидо да се пуштат оние инсерти кои што ќе ни прикажат на сликовит начин како можеме понекогаш да ги исчистиме синусите, значи содржината од синусите со помош на физиолошки раствор и шприц. Доктор има многу видеа на интернет кои што сугерираат дека тој е убав начин за самопомош. Низ едната ноздра се збризгува поголема количина физиолошки раствор, главата се поставува на страна, од другата страна истекува. Ќе биде убаво ако тоа можеме да го погледнеме и на видеот зидот. Да. Препорачувате ли? Задолжително. Бидејќи изгледа непријатно. Значи, надворешно го гледаме носот како една пирамида, меѓутоа внатре шуплина со други структури и тоа се гледа ендоскопски само. Други структури кои во еден дел горен спрат на грлото или епифаринкс се поврзани помеѓу себе. Тука во тој дел се носните шуплини и двете туби кои што представуваат канали за влез на воздух во средното уво. Значи во тој дел во епифаринксот се наоѓаат повеќе структури кои што комуницираат помеѓу себе, отворени ходници. Така да ние растворот, ако од една структура го внесеме во друг, мислам ако го пуштиме од една, може, ако стоиме исправено, тој ќе отиде во грлото. Ако стоиме наведнати на една страна, ќе излезе од носот од друга страна. Но нема опасност да се засркнеме или да ни залетне не ако го правиме тоа со физиолошки раствор. Со физиолошки раствор.
кога ќе дојде пациент кај вас со ваков проблем, дали обично вели дека ги истрпил сите народни решенија за овој проблем? Пробуваат ли сите на своја рака нешто да направат пред да се обратат на лекар или пак веднаш доаѓаат, штом ќе почувствуваат тегоби? Да, секогаш има различни пациенти, меѓутоа секогаш некој пробува да си помогне на некој начин сам и постојат доста и народски и надри лекарски методи со кои што се обидуваат да си помогнат. Не често некои диви краставичиња сме наоѓале по ноздрите, кои што исто останало дека го дренираат секретот, меѓутоа прават силна воспалителна реакција на носот. Особено ментолот и камфорот добро делуваат, прават добра вентилација и различно. Секој пациент си има различно приказна. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 02-3076-677. Почитувани, можете да поставите прашање кое што се однесува на воспалените синуси и начинот на нивно лекување. Каков преглед е потребно да се направи кај пациентите кои што страдаат од воспаление на синусите? Акутно или хронично, бидејќи кај некој се јавува проблемот ненадено, а други пак живеат со години со ваков? Прво, добро е да се диагностицира, да се дефинира дали е акутно или хронично воспаление, затоа што третманот е различен на акутно, различен на хронично воспаление. И добро е пациентот со хронично воспаление да знае дека има хронично воспаление на синуси, за да знае како понатаму да продолжи со него и да го превенира. Кај хроничното воспаление може да се јават акутни екзацербации или акутни повторувања на воспалението, а акутното воспаление се јавува за прв пат и е краткотрајно, трае некаде до 12 недели. Доколку ги разграничиме едното од другото, акутното од хроничното воспаление, ќе знаеме правилно да го третираме за да пациентот не продолжи да влегува од една фаза во друга, тоест да не продолжи како хронично, па да дојде до компликации на воспалението. Имаме гледач, да му дадеме предност, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Сакам да го прашам докторот, во колку ќе може да ми одговори се работи за 10-годишно дете, за полип на гласните жици во грлото. Дали и како настануваат тие полипи, начин дали има како да се излечат со лекови, со природни лекови или начин како што, па ве молам ако може да ми одговори. Добро. Ви благодарам. Темата сега, ама да, пак е излегуваме малку од темата денеска, но еве докторот ќе ви даде неколку насоки, повелете. Полипите на гласните жици доколку е диагностицирано полип, со лекови помошни не би можеле да се излечат. Може да се олесни нивното дишење привремено со лекови, со инхалации, со примање на некои симптоматски лекарства, но полипите воглавно се лекуваат со хируршки третман, со еднодневна хирургија. Треба микроларингоскопски да се отстрани полипот на гласните жици. Дури кај децата се презема истото? И во зависност од големината на полипот и во зависност од тоа дали го намалува просторот за дишење. Најбитен е тука просторот за дишење, бидејќи полипот се наоѓа на гласните жици, кои што го формираат просторот за дишење. Ако е полипот поголем и ако го редуцира просторот, добро е да се отстрани, да се овозможи подобрено дишење. Докторе, што е со оние пациенти кои што имаат полипи во носот? Дали тие би имале зголемен ризик од појава на воспаление на синусите? Да, полипите во носот
се една компликација како еден вид хронично воспаление на синусите. Они предизвикуваат, они представуваат отоци на назалната мукоза, толку зголемени отоци што не можат да се вратат у нормала по лекување на хроничниот синузит. Го обструираат во целост, може да го обструираат во целост, да го затнат носот, да го спречат протокот на воздух. И задолжително е потребен нивни третман. Доколку може со некои лекарства, со антихистаминици, со кортикостероиди да се излекуваат во ред, ако не е оперативно се отстрануваат. Потребен е тој воздух, потребно е добро дишење преку нос, за да прими организмот 100% кислород колку што му е потребен. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за гледачот кој што очекува да постави прашање. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте, ве слушаме, повелете. Вака. Јас сум во години, 72 години, а имам проблеми со синусите од 20 години. Значи, на 16 години ми ги извадија сите крајници, не само третиот, него и другите. Така. И потоа тоа е негативно, бидејќи крајниците, нели таму антитела созрева за настинките и после почнав. Имав и друг проблем, како дете има фрактура на лобањата, на темето и кога тоа окоштува после 20 години, почна ми студи на глава, да кажем, ноќе настигуваш. Сега, освен тоа, имам голема алергија, тоа ИГ ми е на 350, мислам, ја го сум години зимно време. И сега користам спреови, кортико, сега почнаа да носат и овие што се антихистаминик без кортико, иначе беа немаше. Така. Али сакам да прашам дали постои метода како може да се одреди, дали се работи чисто алергично синусот или има и некој компонент на вирусна настинка или тоа. Ви благодарам за ова интересно прашање. Докторе, повелете, може ли само алергиска да е природата на воспалението на синусите или тоа секогаш оди во комбинација со некој вирус, со бактерија? Секогаш оди во комбинација, но овој пациент веројатно уште од дете има проблем со имунитетот поради тоа што поради воспалението и на крајниците и воспалението и на синусите и добро е да превземе, добро е што знае дека има хроничен риносинузитис и да ги превенира акутните форми на овој хроничен риносинузитис. Добро е да се штити од продолжено изложување на ладен воздух, од загаден воздух. Добро е да ги лекува другите хронични состојби ако ги има. Добро е да користи здрава исхрана, добро е да спортува за неговиот имунитет да го спречи обновувањето на хроничниот ринос. Значи, целокупниот имунитет е всушност одговорен и за појавата на воспалението на синусите. Да, и на алергијата, и на крајниците. Така. Веројатно како дете имал некој проблем со имунитетот и затоа овие сите воспаленија му се околу го следат во текот на животот. Носот, да. Уште двајца гледачи ќе слушнеме. Добар ден за првиот од нив. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Видите, прашањето е утренски лесни назални проблеми од синусите. Никакви главоболки 40 години, никакви проблеми со инфламации, запаленија, ништо. А утрински малку секреција назална и морат за 5 минути да се расчисти. Дали е тоа синусоид или се тоа нормални појави? Така.
Добро, ви благодарам за ова интересно прашање. Докторе, да го слушнем и следниот гледач, па редоследно ќе ги одговорите, да не чека гледачот на линија. Добар ден. Не, ми дадо знак дека веќе си исклучил, повелете. Овие утрински секреции може да упатуваат на различни природи, може да се и физиолошки секреции, може да се алергиски од алергиска природа, може да се настинки. Добро е да се направи преглед или дополнителни испитувања на пациентот. Нека почне со некои капки, спреови, со прочистување, со капки, да речеме, со солени раствори? Со солени раствори, прочистување секојдневно. И на крај нека си направи преглед. Така, ако се повторува проблемот, да се направи преглед, вака телефонски тешко е да се даде. Не можеме да кажеме дека се работи за риносинузитис со блага секреција само утринска, бидејќи симптомите кај риносинузитис се јасни и се постојани. Спомена гледачот што се јави пред малку дека има спреови со кортикостероид, но и антихистамински. Која е разликата и што препорачувате вие да се користи? Спреови за нос има различни, има многу. Секој спреј има определени критериуми, протоколи кога се употребува и кога се дава. Антихистаминските спреови се стрикно конфигурирани, направени за алергиски третман на алергиски воспаленија на носот и тие лекуваат алергиски воспаленија. Исто така кортикостероидните спреови влегуваат во поопширни протоколи на лекување на риносинузитис. Протоколи за лекување на риносинузитис, протоколи за лекување на алергиски воспаленија, на акутни воспаленија. Така да доколку се работи само за алергиско воспаление, можеби антихистаминскиот спреј ќе биде погоден, но доколку е риносинузитис, тогаш користиме кортикостероидни спреови како терапија за лекување на риносинузитис. Во последно време излегоа комбинирани кортикостероидни со антихистамински спреови, кои исто ги користиме кај овие воспаленија. Уште еден гледач ке вклучиме во денешната телма амбуланта. Добар ден за него. Ало. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете, во програма сте. Ало. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Добар ден, да го прашам нешто докторот. Секако повелете. И јас пред некоја година имав кашлање, зголемено кашлање, ме снимија на белите дробови, нема ништо. И потоа Јас ќе ве замолам да го следите разговорот низ слушалката, добро? Направија испитување и синусит, ми најдоа диагноза синусит, значи од синусот. И као акутно беше, ама еве сега, секоја година, значи кога ќе биде поладно времето, пак ме фаќа синусот, значи имам проблеми, немам болки, ама имам кашлање. Значи тоа што е секретот, не ми излегува низ носот, туку низ грлото. И ми ствара тоа кашлање, и имам големи проблеми, значи нон-стоп кашлам. Па сега претпоставам прашањето што може да се направи за да не се повторува овој проблем. Што да направам, да го прашам докторот да си олеснам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Прво треба да се направи оториноларинголошки преглед, да се види дали има проблем со носната слузница или проблемот е
ако е хроничен синузитис, да се третира соодветно. Може како превенција пациентката исто да работи на имунитетот и да користи шал капа кога излегува на ладен воздух. Без преглед би можела да користи физиолошки раствори и деконгестивни спрејови 5 до 7 дена во моментот кога ги има тие проблеми. Се случува чисто да не може секретот да истече низ носот па да се спушта низ грлото надолу и да се явуваат кашлици? Па да, често кај риносинузитисите тоа е особеност дека секретот се спушта во грлото и потоа го иритира грлото и го искашлуваме. Особено тоа е најјасно може да се види кај детските пациенти, кај децата. Уште ако имаат отечени крајници? Кај децата, да. При воспаленијата на носот и на синуси, секако крајниците реагираат, се зголемуваат, се воспалуваат, така да назалната секреција при спуштање ја предизвикува и кашлицата. И кога ќе се јават на преглед со кашлица, да не останат зачудени дека ќе се најде риносинузитис или ќе се открие воспаление некое на носните шуплини. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за тоа што обработивме една ваква интересна тема за проблем кој што е релативно често присутен меѓу луѓето. Благодарам и вас. Се надевам ја доближивме темата до сите ваши гледачи. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и овој петок. Имете пријатен ден.